Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме топло чоколадно брауни со лешници. Овој рецепт е толку добар. А ако не ви се допадне, треба да си го проверите пулсот за да видите дали се уште дишете. Полне со разни вкусни нешта како шеќер, 2 вида чоколадо, путер, јајца и лешници. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 550 грама шеќер, 6 јајца, 370 грама темно чоколадо, 370 грама путер, 100 грама бело чоколадо, 100 грама лешници и 170 грама брашно. Процесот на подготовка ќе го започнеме со топење на чоколадото и путерот на пареа. Ставете го темното чоколадо искршено на парчиња и путерот и стрпливо почекајте двете состојки да се стопат и спојат. Кога ќе завршите, ќе добиете богата свилеста чоколадна смеса. Ставете ја настрана да се излади, пред во неа да ги ставиме и останатите состојки подоцна. Колку е повисок процентот на какао во чоколадото, толку подобар ќе биде вкусот. Сега ќе ги сечкаме лешниците и белото чоколадо. Лешниците едноставно исечкајте ги крупно. Некој на половина, а некој на големи парчиња. Следно исечкајте го белото чоколадо на мали парчиња. Ставете го настрана. Него ќе го ставиме на крај. Ставете 6 јајца во длабока чинија и ставете го шеќерот. Да, тоа е многу шеќер. Матете 5 до 6 минути додека смесата да стане бледа. Слободно можете да ги изматите со миксер, но покрај волку шеќер, путер и чоколадо, веројатно ќе ви треба малку вежбање. Полека сипувајте ја изладената чоколадна смеса во јајцата и шеќерот. Матете и гледајте како добива богата боја. Кога ќе ги споите двете смеси, ставете го брашното и повторно мешајте. На крај ставете ги лешниците и белото чоколадо. Земете ја делимано тавата за рерна и намачкајте ја со малку путер. Свилестата смеса сипете ја во тавата, а потоа ставете ја во рерна загреана на 170 степени 25 до 30 минути. Извадете ги колачињата од рерна и спремни сме да ги сервираме топли на чинија. Ние исековме еден круг и едноставно го сервираме на чинија со уште малку лешници како декорација. Земете лажица и нурнете се во оваа чоколадна експлозија. Па добро, ова не би го јаделе или барем не би требало да го јадете секој ден, но од време на време се појавува причина да се почестите. Можете да ги оставите колачињата да се изладат и во нив да уживате со шолја кафе или пак да ги сервирате топли од рерна. Ставете и малку сладолед ако сте расположени на вистина екстравагантно. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!